Почитувани, економските показатели покажуваат дека македонската економија е во слободен пат само после 5 месеци на власт на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Платите не се покачуваат, власта се откажа од политиките кои со години значеа постојан раст на платите во сите сектори. Просечната плата во земјава, почитувани, се намали за 1000 денари. Растот на цените на храната и на основните производи продолжува, граѓаните се борат со тешкото секојдневие, имаат се помалку пари во семејниот буџет. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат пат и на индустријата. Во месец септември индустриското производство бележи пат од 7,9% во однос на истиот месец лани. И прогнозите на Светската банка за економија се лоши. Очекуваниот економски раст од 2,5% според оваа меѓународна институција ќе биде едва 1,8%. Сето она што со години е градено за да се создаде економски раст и развој, Мицкоски и ВМРО ДПМН го срушија за само 5 месеци. Овој пат на економијата, почитувани, се случува во услови кога власта значително го зголемува долгот врз грбот на граѓаните. Владата на Мицкоски и ВМРО ДПМН нема план, а се покажува дека нема ниту капацитет за да ја развива економијата во државата. СДСМ нуди 3 политики за повеќе пари кај граѓаните. Се грижевме за граѓаните кога бевме на власт, продолжуваме така и во опозиција. Зголемување на минималната плата на 450 евра. Веднаш. Укинување на ДДВ за храната, што ќе значи заштеда од 2000 денари за секое семејство. Итна примена на Законот за нефер трговски практики за спречување на раст на цените. Власта не треба да води инает, туку да ги прифати овие решенија, затоа што тие решенија се добри за граѓаните. Со законите на СДСМ секое семејство ќе има повеќе пари во семејниот буџет. Ви благодарам.